Некогаш полно со крупен добиток и стока, денеска само ситен добиток и тоа едва и на 2 до 3 места. Се повеќе е пуст сточниот пазар во село Блешево. Од една страна нема кој да одгледува стока, ама од друга страна нема ниту кој да купи. Коле од село Жиганци вели дека во претходните 3 години, откога еднаш го затвори овој пазар, веќе нема стока, па остана само празниот простор и паркираните возила. Неисплатливо е да се продава, ниту да се одгледува стока. Нема стока, нема кој да чува. Младите ни избегаа сите, нема куќа кој што нема млад отидено, баре по еден од фамилијата, комплет се иселат. Ја го ја тесо ова 500 денара, а сега 500 динара не може да купиш ништо. Ова пронесели, за 2 недели треба да пронесат. Тие са ти 500. Ланската јарица ти е 350. Зајчињата са, ова е украсно зајче. По 250 динара и ги остави. Нема кој да купе. Нема, земјоделецот го тепаа. Нема стока, нема кој да работи више. Вие од каде сте? Јас сум од село Жигјанци. А живеем во Кочен. Додека можеме ние ќе поработуваме ако не држе здравјето. А после нас да укарам ја мој внук или внука да иде да работи, Бог да чува. А од друга страна, вели сега храната се нуди како за без пари. Јачменот и пченицата се со ниски цени, што значи храна има, ама нема кој да се занимава со сточарство и земјоделство. Токму затоа додава, од сточниот пазар не остана дури ниту некогаш поставената ограда. Па храната е сега џабе. Џабе, ево, како кај нас у Жиганци, така ќе останат нивите, нема никој да ги сее. 8 динара, 9 динара чмен му го тражи, 10 динара. А беше пченицата 10 динара. И 2 динара дава превоз едно време на Ванче преке жито Македонија кој беше. Вреќите ѓубре беше 300 динара, нафтата беше 26 динара. А цената беше таа 10 и 12 динара. Сега е 10 динара, а вреќите ѓубре е 1000, над 1000 е сигурно. И тоа 25 кила вреќа, не 50, за 50 кила не правиме мовет. И нема кој да, не се исплате да работиш нешто. Коле во Жиганци вели има живина, се занимава и со земјоделство, но децидене дека тоа не го препорачува на неговите внуци.